Почитувани гледачи, добар ден. Добредојавте во најновото издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски и денеска, како и секогаш, што имам да кажам, имаме мощне, интересен гостин. Денеска со нас е аналитичар, политичар, председател на политичка партија, нашиот соработник Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добар ден и се надевам дека се чувствувате веќе како дома во ова наше студио. Благодарам за поканата, повеќе пати гостувам и драго ми е што сум поново тука. Не се чувствувам ко гостин, се чувствувам ко домаќин. Ги поздравувам гледачите и драго ми е дека ме поканивте. Секогаш сте тука добре дојден гостин, па и впрочем во телевизискиот етер има многу емисии што имаат соработници, вие сте еден од нашите соработници. Вие 2 месеци бевте надвор од нашата држава Македонија, бевте во САД, во втората ваша татковина, како што секогаш умеете да кажете. Вие таму сте живееле 3 децении од вашиот живот. Кажете ни, направете ни една паралела од животот таму до животот тука кај нас во Македонија. Паралела да направам скоро невозможно. Граѓаните на Македонија, граѓаните на Америка се фантастични луѓе и таму има добри луѓе, и тука има добри луѓе, како што кажа, прекрасни, но би сакал да направам една паралела, ако може да објаснам вака. Америка со светлосни брзини, со светлосна брзина, се движи напред во еднината, почнувајќи од наука, иновации, образование, здравство, инфраструктура, економија, животна средина. Македонија со светлосни брзини, поточно со светлосна брзина, тони надолу во една голема црна дупка. 34 години имаме луѓе кои што ја водат ова држава, политичари, кои што ништо добро немаат направено. Некој вели, ние тапкаме во место. Ние не тапкаме во место. Ние пропаѓаме со светлосна брзина во една огромна септичка јама. Интересна теза, прв пат ја слушам од вас, ова е нешто што е разликува од останатите политичари, морам да забележам. Обично велат некој или благо напредуваме или тапкаме во место, но вие верите дека одиме удову што велат. Па сега да ви кажам, бев во Америка 2 месеци скоро, како што рековте, чудо нешто е. Све нешто ново се гради, нови достигања, во секоја област, како што спомнав. Кога дојдов овде, Скопје, Битола, Македонија, попат одиш и по новиот пат што е пуштен, да кажеме, за Битола, Прилеп, преку Плетвар, колку сакаш, дупки има закрпени, добро са овој пат бе закрпени, инаку пред едно известно време си ќе погинев на пато, бидејќи пропадна во еден огромен кратер дупка, спуштајќи се од Плетвар надолу. Гумата експлодира и така натаму, да не зборувам улиците по нашите градови. Почнуваат градоначалниците, советниците, одговорните да наводно ги асфалтираат улиците, стари зборувам улици. Веќе зимата не фати, 5-6 месеци, 1-20 улици, пример во Битола имаш, кои што се почнати, а не се воопшто направени. И тоа е нешто што не можам да го сватам. Не зборуваме дека нашите градови некои се стари, нормално се тесни улиците. Тоа е нормална работа. Не можеме да правиме споредба, освен споредбата што ја кажав на почетокот. Значи, ние константно одиме и пропаѓаме
Порано велев дека Македонија е претворија во една голема депонија за ѓубре, но за жал сега е претворена од политичарите во последните 34 години во огромна депонија, поточно септичка јама. Господин Јорго, неодамна ни се случи многу трагичен настан, повеќе трагични настани, од кои би започнал со првиот во низата. Вие не бевте во нашата држава Македонија, но сигурно дека сте гледале и вести и сте слушнале во јавноста, а тоа е во Кочани се случи голема трагедија. Во дискотеката Пулс загина досега 61 човек. Значи, загина 61 човек. Некои ја нарекуваат дискотеката на смртта. Кој е крив за се ова? Дали можеше да се спречи? Што треба да направиме ние за да не ни се повторуваат вакви несакани работи? Сигурно ова е нешто катастрофа. Велите трагедија. Да, трагедија за родителите на децата што погинаа, трагедија за родителите кои што децата уште се лечат и се повредени, трагедија за граѓаните на Македонија, трагедија за мене, за демократи. Кога слушнав што се случи 3 дена, 4 дена, како и цела наша нација, граѓаните во Македонија, бевме во огромна длабока жалост. И сакам да искористам приликата повторно да упатам сочувство до родителите кои што ги изгуби овие златни млади деца и побрзо оздравување, укрепнување на повредените. Рековте трагедија, јас велам, ова не е трагедија, ова е последица на трулиот криминален, корумпиран политички систем и ова е злосторство. Значи, што се случи во Кочани можеше да се спречи. Можеше да се спречи во последните 10-15 години од кога работи таа штала што ја вика дискотека. Исто можеше да се спречи што се случи, се разбира, во Тетово со болницата каде што живи луѓе изгореа пред 3 години, 14. Значи, ние имаме нешто што овој наш криминален, поточно кажам, корумпиран систем, креиран од политичките структури кои што владеа на централно ниво и на локално ниво, дозволи ова да се случи, се разбира МВР, дозволи ова да се случи, институциите, инспекторите кои што требаат овие работи да ги надблудуваат и да ги спречат, не ги направија. За ова ние како демократи и јас како човек побаравме владата да си поднесе оставка. Тие се одговорни, бидејќи премиеро кога се случи несреќата, не, кога се случи злосторството во Тетово, кога изгореа во модуларната болница 14 луѓи, јас секогаш го потребам зборов, викаше, вриштеше да власта тогаш, владата, да си даде отставка. Ние бараме исто да ова влада да си даде отставка, да формираме експертска влада, а исто бараме и од собранието да се распушти. И во октомври да се одржат предвремени парламентарни избори заедно со локалните, а сега итно да се промени корумпираниот изборен законник. И само така ќе можеме да одиме напред. Во кој законник се разбира, сакам на брзина да спомнам, треба да се воведе една изборна единица без праг, отворени листи, под еднаква распределба на време траење по медиумите на сите учесници и финансирање, а што е најважно за мене лично, да се спречат криминалните избори, бидејќи ние стално имаме криминални избори, бидејќи корумпираниот изборен законник тоа го дозволува, за да можат овие корумпирани криминални политичари да спроведат криминални избори. По овој немил настан, власта тргна, би рекол, во поход кон криминалот, тргна да се справува со криминалот. Дали гледате искрена желба, дали можеби борба со ветерници, дали ќе успее да се справи или мислите дека ќе трае месец, два и толку ќе биде?
Видете, во историјата на Македонија во последните 34 години како независна држава, ние никош немаме дотерано правда. Најголемите злосторници, политичари, криминалци кои што ја уништија ова држава, ја оплачка ова држава, најголемите богаташи, дали се тоа бизнисмени, никогаш не биле казнети. Ситни риби се нормално гонат. Ова ни се повторува со Кочани, бидејќи ние знаеме дека Кочани, пример да почнеме од полицијата тамо, од инспекторските служби што треба да ја вршат таа работа, и требаше ова библиотека, ќе наречев, трагедија невидена, ова штала, диско клуб, требаше да се затвори и не требаше никош да добие дозвола. Кога зборувам тоа и кога почна да работа пред 15 години. Но корупцијата си го прави своето и јас мислам дека ова влада, зато и повикавме да имаме предвремени избори, да си даде отставка, нема да ја заврши работата, МВР нема да ја заврши работата, министерот на МВР, слушам, зборува, но кај се да ги апси сите и сегашните активни функционери, дали тоа се работи за началници на полиција, инспектори, или се работи за министри. Падна еден министер, албанец, и еден градоначалник сега за сега. Па видите, нешто тие лапси, ама тоа е како, знаете како да се замаска цела работа, да се покрие и да кажеме, еве, ние работиме. Во ред работата, ама јас пак ќе речем, секој поединец да се вратиме назад и сегашните кои се одговорни, треба сите тие да се затворат и да скапат по затвори. Толку можем да кажем. Видовме дека Македонија всушност била многу корумпирана држава. Дури тоа го признаваат и луѓето што се на власт. Овие денови имаше голем скандал. Голем скандал го фатија директорот на гериатрија со подкуп од 100.000 евра, кој е член на Алијанса за албанците, партијата на господинот Таравари. Што мислите ви, како го коментирате овој случај? Барал 100.000 евра за да едно лице го хоспитализира. Како да коментирам? 34 години ова не се случува, не е ова прв случај. Ова уште едно од негова страна, тој е тежок криминалец. Можем да кажам дека овие луѓе што работат како директори, па министри, се разбира, началници, кои што го кршат законот, се занимаваат, просто кажано, со корупција, но тоа јас го велам малце, дека се занимаваат со тежок криминал. Тие луѓе, не знам дали се и психички, дали се стабилни. Зато ние како демократи предлагаме секој што иднина ќе добие некоја функција треба да оди на лекар, на психијатар, да се прегледа и да добие дозвола. Ова нема да поминат. Абе, можда тие сите да поминат, знаете зошто? Затоа што сите овие лекари на свој начин негде се поставени од политички партии, но треба да се формира, значи, комисија од честни лекари и сите што сакаат да се занимаваат со политика, поточно што ќе добијат функција, да добијат потврда дека се здрави во мозок. И за жал ова е катастрофа нормално и не сум воопшто зачуден. Луѓето до сега милиарди од нашиот буџет, од нашите пари, народни пари, немаат искрадено во последните 34 години, така да ова воопшто не ме зачудува, но се разбира, треба свирепо да се казни, а за да се казни свирепо, ние треба да го промениме кривичниот законник. Зато велам, секој функционер, но ако се промени кривичниот законник и минимална казна биде за секој функционер, почувајќи од советник во општините, градоначалници, министри и така натаму, да биде минимална казна 10 години затвор до доживотно. Па нека крадат, што сакаат нека прават. Тоа е тоа. Моите информации од внатре, од свиркачи, говорат дека во нашите затвори секој дневно има многу дрога.
Најновиот случај доаѓа малку, не знам дали комичен, дали трагикомичен, како да го наречам веќе, не знам, се спомнува некоја кучка Цеца, по која еве веќе 2 дена јавноста се смее и си прави вицеви. Кучката Цеца со полицајците барале саат, на крај нашле дрога во фудбалска топка. И сега се обвинуваат едни со други кој е крив, кој е... Што мислите вие околу оваа лакардија, би ја нарекол? Ова е трагедија. Корупцијата и криминалот владае во секоја институција на Македонија. А знаете што ова трагедија што ја викам затоа што ние, како гласачи пред се, граѓани, упорно гласаме на сите избори за криминалци. Значи, знаеме ние дека има криминал во затворот, дека се внесува дрога и што не е. Но како ние, како граѓани, треба да размислуваме за ова да се спречи во иднина? Значи, треба да престанеме да гласаме за криминални политички издруженија, што викам политички партии. Треба да престанеме да гласаме за луѓе кои што имаат катастрофално минато или се дел од овие криминални политички издруженија партии. Тоа е спасо. Инаку ова не ме чуди, бидејќи е нормално, ова е повеќе комедија, да не беше комедија, ќе беше трагедија, па цела нација требаше да плачиме. Но ова ни се случува и секогаш ни се случува, бидејќи ние имаме 4-5 трагедии во последните 4-5-10 години и никој не одговара, а да не зборувам во последните 34 години милиарди евра се украдени и големите крадци што имаат милиони, милиарди, тие не се по затвори, тие уживаат, бидејќи со промена пред година и пол на кривичниот законник се намалија казните и за старија делате и така да сега криминалците, политичари, функционери се ги чуваат милиардите и милионите евра. Ова ни се случува секојдневно, така е, но еве, од време на време ќе фатат нешто, ќе се замачка, како што еве сега 2 дена веќе ја зборуваме, главна е во целата приказна кучката Цеца. Овие денови излезе една афера, 46 луѓе биле мало зборе уништени, да кажам, им се украдени многу пари од овие брзи кредити. 46 луѓе. МВР ги фаќа и значи тоа било цела група, криминална група која била задолжена да го плячка народот. Кој го обвинувате вие за овој скандал? Па видите, податоците наши може секој да ви ги укради, бидејќи немам лични податоци во банки, во институции, еве како зборувам ова на брзи кредити. Да. Бидејќи кој ќе одите таму да земите кредити, ги имаат сите ваши податоци. И секој што е вработен, ако е малце сумо забеган, ти може да ги продај вашите податоци на илјадници луѓе. Кога зборуваме за брзи кредити, јас велам дека кој е виновен за ова. За ова е виновен, значи, системот, пак, властите. Еве, зошто ние дозволивме во Македонија да се формираат, значи, компании кои што, слично како на банки, не се банки, рековте брзи кредити. Па видете колку луѓе знај се осиромашени, колку луѓе имаат станови изгубено, колку луѓе имаат изгубено све што имаат. Бидејќи тие брзи кредити не се даваат, после ќе ве лупнат со огромни камати и наместо да платите 1000-2000-3000 евра, ако не можете поќе помалце, вие ќе си изгубите све што имате. А има ли крај? Може ли да се тоа запре некако? Па може, ето е. Не може секој да зема кредит со лична карта на пријателот, например. Па тоа е тоа. Значи, ние како демократи пред години и нешто предложивме да се укинат овие фирми, кажани фирми кои што даваат брзи кредити. Тоа е тежок криминал. Тоа тие ги демнат сиромасите луѓе, на луѓето што му требаат пари и луѓе некои се зависни од пари, дали се занимаваат со коцкање или не знам пороци како дрога и така натаму, ќе имаат еден стан јадници и ќе одат таму, ќе си го
заложат својот стан и така натаму, коли и друго што имат, и толку е тоа. Значи може, ако државата, ако во собрание се донеси закон, да се укинат, ќе се укинат за 24 часа. Сакате да кажете дека се нема добра волја да се направи тоа? Па се нема, затоа што во Македонија владеат луѓе кои што ова сака да постои, бидејќи се скренувам вниманието. Ние имаме, еве досе зборуваме за многу проблеми што излегува во државата. И најголемиот проблем што ни се случи со ова злосторството во Кочани. И затоа ние како држава, како власт, како собрание, треба да, кога носиме закони, треба да донесеме закони кои што ќе бидат во интерес на граѓаните и ќе ги заштитат граѓаните. А овие сите закони се донесени, ова е лудница, ти велиш, ајде, може овде да се одржуваат фестивали, може ноќни клубови да бидат 100 души, 500, 300 илјада, а ти немаш обезбедено сигурност од пожар, од поплави, од земјотрес, немаш доволно излези, немаш доволно, значи, тоа што треба, јас што велам, ако веќе ти бериш на едно место толку луѓе, треба таму да имаш и пожарна, кој што ќе биде додека, да, не смее тоа да се случи. Треба да има 4-5 врати, и тоа врати кои што се туркаат однатра, а не да заглавуваат. И треба да има 4-5-6 метра ширина за да можат луѓето да излезат, а не да се одиме во стампедо и да се убиваме едни со други и да газиме на другите луѓе. Еве, вие сте живееле во Америка и сигурно дека сте излегувале, ги знаете и ноќните клубови таму. Имавте своја фирма за филм. Како е таму во тие ноќни барови, клубови, како ли се ги нарекуваат веќе? Како е таму во тој безбедносен Видете, дел? таму ти не можеш да отвориш ноќен клуб или ресторан или што и да било, училиште, градинка, болници и така натаму, ако прво ти немаш за во случај на пожар повеќе излези. Значи све е тоа обезбедено. На секој спрат, зависност колку е голем, ти треба да имаш ПП апарата и не само тоа, пак кажам, кога имаме настани, како што беше настано Кочани, 500-600 души собрани таму, таму треба да имаш, значи, амбулантна со лекар за нешто на некој кому се слоши, стани недобро, и треба да имаш покрај полиција и обезбедување што си има на врата, што пушта карти, што значи кини, треба да имаш пожарна. Еве нешто ако се случи, но без излези ти не можеш да функционираш, не можеш без хидранти, не може, значи треба, тоа е, знаете, кога се гради нешто, кога се прави или се ремоделира од нешто старо да се направи, да речеме, од шупа или како што беше некоја фабрика, не знам, там магазин се претвори во клуб, ноќен клуб, ти тоа треба да направиш, значи, целосна измена и после ќе дојде инспекција да ќе каже да, може да се пушти, да, не може, овде ти фали уште еден излез. Овде ти фали, треба да имаш 4, 5 или 6, се знае. Не можеш ти да имаш во стадион, да речем, кај што бери стадион како што е Вардар, 30.000, да имаш 2 излези или 3. Се може да се случи, може земјотрес да фати, може да има се и се што. Сигурно дека нема ни малолетници во тој контекст. Малолетници во Америка треба да имаш 21 година да можеш да влегуваш во ноќен клуб, да можеш да купуваш цигари, да можеш да купуваш алкохол. 21 година. Затоа што, бидејќи кај нас е дозволено и 10 годишно дете од дома ќе пушти да купи алкохол. Сакам да кажам, не знам сега и некој закон имат променато, после толку сато не може толку. Но, таму најголема грешка се направи, бидејќи тоа требаше да се биде наменето за штала, а не вака ги убија овие млади луѓе, што викам јас, ова власт, претходната власт и партиите кои што беа на власт 34 години, убија повеќе млади, прекрасни луѓе него окупаторите во Втората светска војна. Жалосно. Трагедија не злосторство, а трагедија за нас, поточно за родителите, роднините нивни, за
граѓаните на Македонија, ова што ни се случи. Денеска излезе нашиот познат бизнисмен и политичар, собственик на една од најголемите телевизиски куќи во Македонија, господинот Борис Стојменов, и јавно кажа дека неговите синови Емил и Маријан му украле 30 милиони евра. Во овој скандал се верува дека се вмешани според него и Централниот регистер. Како вие го коментирате ово? Видете, децата на господин Стојменов, кој што е бизнисмен и газда на телевизија, телевизија, да, тоа што го кажа сигурно бидејќи не се сложува со тоа што се случи. Иако се негови деца, јас прочитав нешто, тој вели дека тоа е направена некоја грешка, но сепак е криминал и дека ќе поднеси господинот Стојменов тужби против сите, веројатно и против неговите деца и против Државниот завод за ревизија и така натаму. Вели е грешка, а уствари не е грешка, тоа е криминал. Бидејќи Државниот завод за Централниот регистар, тие треба точно да ги знаат законите. Значи, многу пати, многу луѓе таму се оштетени, префрлено имање од едни на други, дали се тоа фирми или што и да е. Значи, ние имаме луѓе некомпетентни кои што работат таму, бидејќи тоа се партиски послушници, полтрони вработени на партиски начин. И што очекувате? Хаос е се. Значи, ова покажува дека два сина, кои што татко има доста пари и му поклонил нив, тие го крадат татком. Се замисли тие деца да ги ставиш да бидат премиери, министри, што ќе прават со буџет од 5-6 милиарди долари. Како и сите досега. Значи, неверојатно, менталитетот наш е толку забеган, што ние имаме стварно квалитетни луѓе и тие квалитетни луѓе треба да се бориме не 100%, 5000% да го промениме менталитетот кај обичниот граѓани. Бидејќи ние имаме одредена група на граѓани кои што исто се тешки криминалци и поддржувачи новие политички криминалци, што ги викам, функционери, кои што 34 години не уништува. И кај нас се јавува тој огромен проблем, а и проблем се разбира, спомнаме, бидејќи неспособни луѓе кои ќе ставиш на власт и кога ние како граѓани повторно ги гласаме истите, а што викам, кога некој джелат те уништува, те мачи секој ден и ти повторно го избираш него наместо да го избираш шерифо, е тога што ани се случува. За жал е трагедија. Господин Јорго, вие сте горд битолчанец. Во таа насока сакам да ја завршам, владата во вашиот град сака да гради регионална депонија. Дали вие се сложувате како битолчанец, дали местото е на оваа регионална депонија во Битола, и во тој контекст какво е вашето мислење за рек Битола? Видете, не дека јас не се сложувам, не дека демократи како председател на демократи не се сложуваат, ние битолчани не се сложуваме и сите граѓани на општината Битола, на општината Новаци, на општината Могила, на општината Прилеп. И се разбира, не се сложуваме од повеќе причини. Не можеме ние да градиме депонија во Битола. За жал, јас не знам ова влада со кој памет размислува, ако има таму нека паметни луѓе, не сум сигурен колку ги има и како, кога донеса таква одлука, бидејќи ние 40 години, колку поточно постои рек Битола, Битола. Општините што ги спомнав, до Прилеп, најголемата житница, Пелагонија, се труеме со отромен воздух и 300 хемикали од јагленот. Независно каков јаглен рек Битола, централата за производство на електрична енергија, троши. Јагленот е најголем загадувач за производство на електрична енергија. Да не зборувам дека треба тоа да се еднаш за секојаш и тој јаглен таму централата што побрзо затвори и пренамени, пример, зборуваме на плин, ако е возможно, или во обновливи извори на енергија.
Значи, ние не можеме да дозволиме да се гради таа депонија и нема да дозволиме. И да знае владата да си ја премести депонијата каде што нема толку луѓе што живеат, исто каде што нема плодна почва. Бидејќи не може храната во Пелагонија да се труе и почвата, не можат граѓаните на овие општини, вклучувајќи Битола, Могила, Новаци, Прилеп, да се трујат. Бидејќи јас живеам и Битола и Скопје. Верувајте ми, кога е загадено, знаеме сите, Скопје 2 пати беше прогласен најзагаден град во светот, Битола е еден од најзагадените, а Битола преку цела година е најзагаден град. Кои ние бенефиции ги имаме некој да не труе? Знаете дека во Битола има најповеќе луѓе кои што патат од тумори, од ракови, од канцери и така натаму, на бели дробови и све што е поврзано со загаденост на воздухот. Тоа треба да си идиот да предложиш во дупката што копале Јаглен во рек Битола да се изгради таа депонија за ѓубре. Кога сме кај рек Битола, може би било добро да се дислоцира според вас, што мислите? Видете, треба рек Битола е еден најголем поточно кажано произведувач на електрична енергија. Значи, ние сакаме или не сакаме, треба да изградиме хидроцентрали, централи на, се разбира, на воздух, сонце и сите овие што се обновливи извори. Исто така треба да се размислува за нуклеарни централи. Не се оние порано што ќе има као што викаат meltdown, да ќе се распадне и ќе има зрачење како што се случи во Јапонија и во Русија. Не беше, не сум сигурен точно, како да е, значи во Европа не си има случајно, не можам моментно да се сетам. Значи централата Чернобил, се сетив Чернобил. Како што кажа. Да, како што кажавме, сега замислете, не се овие такви централи. Новите технологии што произведуваат Mitsubishi, јапонските и америчките компании, веројатно и други компании во светот, тие се мали реактори и не експлодираат така да се безбедни и може да се подруваат да се изградат на повеќе места из Македонија да ги задоволат потребите на граѓаните, се разбира, како што кажав, и на обновлива енергија, и ние светот веќе ги затвара електроцентралите на Јаглен. Ние мора да ја затвориме еднаш за секогаш електраната во Битола, поточно рек Битола, и како што кажа во меѓувреме, ако може технички да се префрли на плин, што мислам дека тоа не е перспективата, поголема е перспектива да се изгради нуклеарна или хидроцентрала или да се изградат овие централи на ветер и на воздух. Вие сте и председател на политичка партија Демократи, како што ве најави во нашата најава, денешна најава, но вие истовремено сте и човек од народот, меѓу народот, постојано се движите со многу луѓе. Што ви вери народот? Кои политичари се виновни за ова 33 години што ни се случува и дали има некаков спас, например? Сигурно дека има спас, но пред да поминам на политичарите, сакам уште само едно да додадам за рек Битола. Сите знаат веројатно, но јас лично и демократи и доста граѓани знаеме зошто рек Битола функционира како што функционира. Бидејќи рек Битола е најголемата, што викаме народски, златна кокошка. Таму милиони, милиарди се крадат. Во последните 30 и нешто години од постоење на централата, милиарди си имат искрадено. Еве ќе ви кажам еден пример. Не е битно која компанија. Значи, рек Битола државата на приватни компании им дозволува да копат јаглен, да ги користат нивните машини, бајгери и така натаму. Јас секогаш велев и кога бев кандидат за градоначалник во Битола пред 4 години, велев зошто рек Битола државата не купи ако им е потребно машини.
Ние ако трошиме годишно 10, 15, 20 милиони евра за да ги рентаме тие булдожери, зошто не можеме да ги купиме, тоа наши ќе си бидат. Ќе вработиме луѓе кои што ќе ги поправат, ќе ги одржуваат и така натаму, шофери и така. Но таму се перат огромна сума на пари. Секоја сделка, секој се буквално што е направен тендер се дели помеѓу директорите. Гледате што се случи, има некој апсење нормално на директори од Рек Битола. Тука е нашиот битолчанец кој што беше главен на републичко ниво, Васко Ковачевски. Моментално е на одмор. Избега негде во странство, како Артан Груби и другите. И затоа, тоа сакав само да кажам, дека затоа Рек Битола и понатаму продолжува да работи и покрај тоа што секојдневно не труе со отровен воздух и ние пополека, но сигурно умираме. Но сепак тоа е проблем на тој регион, на тие гласачи од Битола, општината, Могила, Новаци, Прилеп, кои што гласаат за овие криминални групи, кои што го водат Рек Битола и го плачкаат немилосрдно 34 години. Ме прашавте, зборувам со народот. Да. Народот знае кој се криви. Народот секојаш вика дека ајдете, вие демократи сте честни луѓе, да, излезете, направите, борете се, имате одлични предлози, ни ги читаат нашите предлози, ние секојдневно сме застапени по социјалните мрежи, се разбира сме блокирани по медиумите, бидејќи медиумите љубат, сакаат да ги форсираат овие криминални партии, што биле, што се на власт, тие секоја се на власт преку централна и локална власт, и да обстанат бидејќи од нив добиваат доста пари. Ние ве викаме тука. Да, вие затоа се викате демократски импулс, бидејќи вие имате разни гости. И секој овде може да гостува, да зборува, да си каже својата приказна, и темите не се секојаш политика, темите се општо народни во интерес на граѓаните. Така. И благодарам за секојаш кога имате прилика ме каните. Така. Значи, тука имаме од 1991, почнувајќи од Бранко Црвенковски, човекот кој што е прочуен со најлошата приватизација со неговите пријатели, другари и криминалци, направија таква приватизација од државна префрлија на одредена мала група на луѓе кои што станаа супер богаташи, олигарси. И тоа е трагедија навидена. Од Бранко да одиме што ги направи овие сите грешки, се разбира, направи огромни грешки кога се нудеше Ауди, една од најмоќните компании за производство на коли. Тој ги одби, бидејќи немаше тука доволно веројатно да му се понуди мито него. Доаѓаат Љупчо Ѓоргиевски. Тој е еден од најголемите манипулатори и веројатно криминалци во историјата на Македонија како премиер. Бидејќи имаше храброст да изјави на телевизија дека еве сите краде, па и ние крадевме. Значи, каква штета му има направено, а тој доаѓа од, се разбира, од ДПМН, Бранко од СДС. Тие се две тешки криминални политички структури, кои што за жал беа политички партии, но прераснаа во злосторнички здруженија. После тоа доаѓа Бучковски, кој што беше осуден 3,5 години, мои пријатели, блиски пријатели го осудија и вика никогаш не легна во затвор за некој тенкови, за делови од тенкови, но тука има поголеми кражби него тоа, но за тоа го фатија, се разбира, тој е еден од овие луѓе што креира овој корумпиран политички систем. Тоа е можеби единствен случај во нашето судство каде што прво обвинетиот не лежеше затвор, второ и трето лежа. Сигурно, бидејќи секојаш помалата риба или што викаме мора некој да се жртвува. Така и ова сега што ни се случува со ова злосторство во Кочани. И злосторството што се случи во болницата во Тетово, и злосторството што се случи бидејќи дозволи автобуси Дурмотурс и другијата компанија кои што погинаа на патот Скопје за Тетово. 16 луѓе, точно мислам дека се околу 16, но независно од бројката, значи нема инспекции, не се врши ништо, ќе даеш некој динар и вози. А не сваќа дека возиш луѓе, еден автобус носи
55-6 луѓе и така да тоа е дел на овој наш криминален корумпиран политички систем. И исто тука имаме луѓе како се разбира тука после Бучко доаѓа Никола Груевски кој што владееше скоро 11 години. Поголемо зло не можеше да направи и тој. Сотепа од крадење со неговиот братуче Сашо Мјалков, точно си го стави во УПК, таа е една од најмоќните организации во Македонија, Страф и трепет на времето. Јас се сеќам, дојдов од Америка 2013 изборуваме нешто и викам, зошто овие луѓе ги трпите, и почнувам имиња да спомнам. Немој во кафаната да збораш, и сите шептам. Викам, што ви е вас луѓе? Па вие ако не се борите, тоа ме мотивираше да влезам во политика, да се занимавам со политика. Па вие треба да се борите за ова наша држава, за себе, за своите деца, за внуци и така натаму, за својата фамилија. Од кого се плашите? Не, ти не знаеш колку си ти опасни и така натаму. Значи ние дозволуваме да вакви луѓе, а сега се разбира Груевски, поранешниот премиер, избега во странство, во Будимпешта, и за нашата држава никако да го врати, бидејќи добил некој, азил. Да кажам, ама не сакам да кажам, некој идиотски азил таму, од државата. Пре луѓе, ќе го вратиме, ако не милом силом, шо викаат србите. Ќе го вратиме. Интересна таа ваша теза. Не, таа теза постои, па видете, имаш во свето земји, ако сакат во Америка да те вратат, израелци да те вратат, германците и други држави во свето, и русите, и кинезите, ќе те вратат. Ако не така доброволно, значи со сила. И тоа треба така да се направи, бидејќи треба тој процес да се заврши со Никола Груевски. Одиме понатаму, доаѓа човек кој што се колнеше дека нема ништо лошо да направи Зоран Заев, се викаше, мислам. Не сакам името да го памтам. Да. Не сакам името, невиден преворант, криминалец, се обогате и се фалеше дека многу богати, така викаат некои поддржувачи, уште што се негови од СДС и полтрони нивни гласачи, дека тој се обогатил од чушки и што продавал им френки и љубеници во Белград. Можно ли е уште некој како Зоран Заев да ни се случи во нашата држава, во тој контекст? Сигурно дека можно е, и ако не дојдат квалитетни луѓе како што се луѓе од демократи и квалитетни граѓани, честни професионалци со големо работно животно искуство, ние не само што ќе дојдат тие, туку нашата држава ќе заврши многу лошо. Ние сме во Македонија во голема опасност од овие наши политичари, не од странски сили. Друга работа што сакам да продолжам да зборувам, кога се колниш во крвта, во децата, во фамилија, дека ти си македонец, нема никогаш да го промениш името, тој беше првиот човек што го промени името со неговите таму полтрони и другари политичари. И министерот Димитров и другите. Значи тоа беше, тука беа сите што беа функционери тогаш, што вредеа нешто во СДС, вклучувајќи го Максим Димитриевски и други имиња кои што вриштеа, држеа митинзи да се тоа промени, еве ние ќе влеземе во Европа. За Европа, за да влезеш, Европа еден ден ќе не моли. Максим сега вели тази дупка не е дупка. Тази дупка не е дупка, така и богарите велат нон-стоп, мислам политичарите, но секој знае дека Максим е тежок манипулант. И одиме понатаму. Значи, Заев испадна еден од најголемите криминалци и злосторници, поточно предавници на Македонија, македонскиот народ. Го продаде името. После тоа дојде неговиот пајташ, се разбира за Таче за премиер, не знаеше кај човекот е тоа што е, порано работеше во Евана Мевана, кој знае со какви изделки си има бавено. Значи, тие се сите мрачни типови кои што го креира овој политички трул, корумпиран систем. И после тоа се разбира, најнов јунак е нашиот премиер Мицко, кој што за жал еве скоро цела година на власт, приказни кажува, ништо не се менува. Немаме никаков напредок во ниедна област. Почнувајќи, зборуваме за криминал, да, почна некои тие да апсат,
Но кај се големите криминалци да се апсат? Како што викаше Зајко, ќе ставам семафор, па ќе видите како ќе му ги бројчани, па ќе видите како Бројчаник. парите, да, како ќе ги враќаат тие шиги. На триумфална Да. капија. Кај се Мицко да го апси, да речеме сите овие што беа порано пред него, што викаше дека се криминалци, од СДС, од ДУИ, од сите партии што беа. Зошто не ги апси? Туку зе да прави коалиција пак со луѓе од Влен, Дуј ги тргна. да, со знам, а тие беа бивши нивни главни луѓе во ДУИ, како Меджити или Максим. Значи, тие само го промени адресо. Кој кого мислат да излажат? Зато се демократи тука. Се формиравме да се бориме. Една за секогаш да се уништи овој политички криминал. Да се уништи стопанскија, митото и корупцијата. И знаете што е најважно? Да се креира една врвна економија. И да престанат младите деца да ни бегаат од државата и по возрастните. Македонија нема никаква перспектива без млади. Која држава може да обстани? Што ќе правиме само старци? Не е дека утре не ќе можеме да исплатиме пензии и дека уопшто ние не можеме да имаме здравство, образование, инфраструктура, да се занимаваме со здрава животна средина и што не е друго. Па како ние ќе градиме воопшто, па и да почнеме да зборуваме за некои градинки сега со тие 250 милиони долг што се зеде, ќе му се дават нови општини на тие неспособни полтрунски градоначалници и советници кои што не знаат ни општини како Битола, Скопје, не Битол како е, која општина и помали општини да ги водат. Нон-стоп се во загуба. И што ќе правиме? И Мицко што направи се? Цело време зборува, кажува, се шета по светот, а нема никакви промени. Ни во економијата, ни во судството, ни во јавното обвинителство, ни во здравството, ни во инфраструктурата. Еве Скопје беше прогласен за најзагаден град со Битола, Тетово, Куманови и така натаму. Што? Нека каже, ево, ова направи луѓе чудо. Лани лажи, вика, 1.250, 1.350 милиони биле инвестирани во Македонија. Го прашавме, кажи, кои се тие фирми, кај се тие пари инвестирани? Фрла само бројки, значи ние пропаѓаме секојдневно, еве слушам пак поново онкологија, нема лекови, нема биолошка терапија. До кога ние ќе се шалиме, да не речем, зафркаваме попрост збор со овој наш народ? Сашо кажа дека после Великден онкологија ќе има лекови, не баре тие луѓе можат да чекаат и на нив како да деновите не им се изброени, па да има таков луксус да може да се чекаат. Трајче, тоа го слушаме 34 години. На Македонија, на народот, на болните, на пензионерите, на вработените, на сиромашните. Им треба квалитетни луѓе што ќе водат ова држава сега, одма. Гледате ли поддршка кај народот во тој контекст? Видите, поддршка имаме. Велат демократи, продолжете со ова работа, ќе дојде денот, ќе дојдат денови за гласање, ќе гласаме. Ние не знаеме со сигурно што ќе се случи на избори, но само едно знам. Дека ако овај наш народ, гласачите, не излезат масовно да гласаат за луѓе како што сме ние, демократи, Македонија нема никаква иднина. Бидејќи ако гласа за исти луѓе кои што 34 години ти уништуваат државата, гласа за неспособни луѓе, гласа за криминалци, гласа за психопати, што очекуваш, како да ти ја водат државата? Па ние немаме повеќе време, Трајче. Па немаме повеќе време. Вика, ај ќе ставим некој градоначалник 4 години, па после као ќе оменувам. Па 4 години исто ова што ни се случува со ова влада. Што ова влада има направено во овие 11 месеци владење? Што има направено, спомнав за овие сите работи? Ништо, нула, минус нула. И затоа повикуваме да си поднесе оставка експресна влада, се разбира од луѓето што од партите, од сите партии во Македонија, независно парламентарни и вон парламентарни,
од квалитетни граѓански здруженија кои што не се нивен отпушок, кои што не се формирани од овие криминални политички структури кои што се на власт, квалитетни граѓани, експерти, и ние само така можеме да одиме напред и итна промена, пак ќе кажам, на корумпираниот изборен законник. Господин Јорго, морам да бидам искрен, како што сум и секогаш, и да ви одадам едно признание, една почит во однос на ова мое прашање често поставувано скоро кај сите гости што ми гостувале тука, што се занимавале со политика на овој или на оној начин, но ретко кој може, единствено вие ги кажавте со име и презиме овие луѓе кои се злосторот на Македонија. Другите сите некако ми го избегнуваат успешно ова прашање, да не се замерам со овој, да не се замерам со тој, лошо беше вака така, никој не ми кажал ништо конкретно, само вие со име и презиме ги спомнавте овие имења. Има ли надеж Македонија, слушајќи го вашиот одговор од овие сите луѓе, не е ни чудо што впрочем ние и сме тапкале во место ако не и сме оделе назад? Трајче, не тапкаме во место, ние пропаѓаме секој ден, што велам, со светлосна брзина. Јас гледам, еве 2 месеци бев во Америка, што се случува таму. Чудове, Трајче. Нови работи се градат. Секој може да прочита какви научни достигања изфрлува Америка и се разбира и други држави во светот. Па ние што имаме, бре, Тајче, измислено, и тие научици, иноватори што ги имаме, ги уништуваме. Или ги бркаме од нашата држава, или и тука немаат никаква подршка. Зошто? Затоа што во Македонија 34 години нема дојдено на власт политичари кои што сака да направат добро за Македонија. Не можете да очекувате од политичарите од СДС како криминално здружение, и ДПМН, и ДУИ, и знам, и ВЛЕН, кои што имаат богато минато со децении, па сите овие луѓе. Погледнете кои ни се министри, бе, тие биле бивши министри на Груевски, на криминалец. Погледнете кои се тие истите министри од ДПМН водат државата. Погледнете кој ни е сега председател избран с единствен кандидат. Пазите, таа голема партија да е помала, некоја нова партија, ајде ќе речите еден кандидат. Па тие имаат луѓе кандидати. Филипче, кој што треба да биде прогонуван, бидејќи тој беше министер за здравство, кога тие 14 живи луѓе изгореа во Тетово. И кога и ден денес со онкологија аферата за продажба, и тогаш беше он министер. И се разбира онкологија за продажба, веледрогерија, какви црни, треба тоа све да се испита, да видиме тогашниот министер Филипче дали тој беше инволвиран во тие тендери, кражби и така натаму. Кој продавал? Па да видиме неговото имање, како и на сите се разбира, и треба да се донеси закон за потекло на имото 91 за функционери, за бизнисмени. Треба да се донеси закон да се расчисти еднаш за секојаш со приватизација на државниот имот, поточно на имотот на народот. Значи, ние не можеме вака да се движиме, не све нешто цело време зборуваме, кажуваме, а ни ништо не се случува. Значи, од овие луѓе, од СДС, од ДПМН и другите што ги спомна, ВЛЕН, знам и така натам, бидејќи тие се на власт сега, и ДУИ да не зборувам, значи тие се производ по последните 10, 15, 20, 30 години, исти луѓе ни се вртат, само како што кажа едните го промени адресо, Меджет и Максимчо, бидејќи тој е многу паметен, поточно тој е тежок клон, и тоа е, и цело време манипулација. Не дојдоа во Македонија чести луѓе, бидејќи не може да дојдат, знаете зашто? Затоа што ние, граѓаните, гласачите, сме криви за тоа. Не може ова багра да не спречи, не може да ги спречи демократи. Единствено, велам, демократи сега се коалиционен партнер со народот. Во партнерство со народот, ние сме формирани, ние потекнуваме народот, затоа што сме честни. Затоа што немаме како нив направено вакви злодела и не сме биле поранешни политичари 15, 10, 20 години и сме биле на функции. И сме доволно возрастни, имаме и млади луѓе, се разбира, кои што се честни,
поштени и што можат ова држава со нивното животно работно искуство и професионалност да ја водат. Но сепак демократи не може секогаш да исфрли сегде кадар, затоа демократи ќе ги користат граѓаните, експертите на Македонија, честни луѓе. Така да не се чудите, молам Трајче, зошто Македонија ни пропаѓа нетапкаво место. Македонија тоне со светлосна брзина и за жал сега тонеме во една огромна септичка јама, од која нема да има враќање назад, ако наредни 2-3 години, 4 не дојдат квалитетни луѓе на власт, а тоа се демократи, Трајче. Така. Спомнавте млади научници, иноватори, иновации, може би паметите, пред некоја година излезе на вести еден таков иноватор кој во Македонија измисли систем за како колата да вози на вода. После еден ден човекот не се знае ни каде, ни што е, ни се тоа заташка, ниту се виде вода, ниту систем на вода, ништо од тоа не се појави. Трајче, едно можам да коментирам. Нашите иноватори, имаме прекрасни иноватори кои што пак кажав и ќе кажам, не се воопшто поддржани од државата. Ние како држава, најголемите научници, иноватори нас ни треба да ги финансираме, поддржуваме. За да може би да бидеме конкурентни во светот, ние треба да имаме технологија, да работиме на технологија. Знаете вие дека цел свет има 5, 6, 7, 10 држави што цел свет го држат и го движат напред. Индустрија за коли, индустрија за авиони, индустрија за лекови, индустрија за што не. Тие 5-10 држави. Другото е све како лешинари. Седат, јадат, пијат, се другираат, некој нормално нема што да друго да прават. Го врват така живото, пропаѓаме, бидејќи ако немаме во Македонија квалитетна власт, влада, собрание, функционери, да завршам до градоначалници, советници, ние тониме, пропаѓаме, па гледаш нашите градови, погледни само визуелно. Оди низ Македонија, посети 10 градови. Земи сними. Градови на духови ги претворивме. Нашата Битола, прекрасна Битола, град на конзулите. Пред 100 години, пред 80 години беше 100 пати поан. Сега сака да ни донесат депонија и да собираме од 20 општини да не трујат, доволно не трујат преку реки, затоа нема во тоа да успеат. И нема никојаш да ја изградат. Сите можни мерки ќе ги преземиме демократи и се разбира сите ние граѓани на Битола и другите општини да го спречиме тоа. Значи не можеш да ги уништуваш најквалитетните луѓе, тоа се Трајче научници, поточно кажано иноватори, нас не ни треба доктори на науки. Ние влеговме во Гинисовата книга по најголем број на доктори према просеко глава на жител. Бидејќи ние јадници од 2 дали сме 1,5 милиони во Македонија, све живо диво, избркавме шо вреди. И го оставивме овој народ да страда. Значи нас не ни треба лажни доктори на науки. И пак ќе кажувам, доктори на науки кои што се квалитетни, нека одат, нека предаваат по факултети ко професори. Другото, нас не ни треба. Што е она? Секој, погледнете овие политичарите, секој ден по некој политичар, функционер, излегува кажува дека станал доктор на науки. Станал доктор на науки. Па имаме еден пример таков со градоначалник кој што го затворија наводно, што крадал и правал 300 криминали со превозниците за децата во училиштата во Битола. Додека беше градоначалник 12,5 години, успеа да магистрира и да докторира. И сакам да кажам дека, еве него го кажувам како таков, Владимир Талевски, но такви ги имаме и лјадници. И да не речем, со постдипломски факултети, зошто овие приватни факултети се отворија? Зошто Груевски отвори приватни факултети? Зошто имаме толку албански факултети? Зошто немаме факултети како што треба да имаме каде што ние сите независно од вера, нација ќе студираме и ќе се такмичиме? Што подобри да бидиме, како во спортот. Најдобрите тимови победуваат.
Најдобрите факултети победуваат. И тогаш, зошто во нашите факултети нема лабораторија или нема научни достигања? Кои се тие научни достигања? Имаме МАНУ, Академија за науки и уметности, доктори на науки кои што земаат не знам колку пари, преку 1000 и нешто евра, плюс на нивните пензии или ако се вработени. Што тие доктори и академици имаат направено за Македонија? Во нивното поле можда нешто имаат направено, но што конкретно имаат добро направено? Молчат. Дали еден, двајца, чест на исклучоци си ма кажан ова што ни се случува во Македонија. Па тие академици, ако си ти прав доктор на науки, ќе застаниш, ќе ја браниш државата, ќе обраниш овој сиромашен народ. Народот леп нема да јади. Болниците ни претворија во мртовечици. И ти ми викаш си академик. Па што ако си академик? Па то треба да се затвори, бе, човече. Нас не ни треба такви академици. Нас ни треба академици, научници. Ние се научивме што овој 20 години доктор науки издал 4-5 книги и така натаму. А кои се тие, што е таа корис од тие книги? Дали е тоа историја, технологија, здравство и така натаму? Јас пак ќе речам, на Македонија доктори на науки не им се потребни. На Македонија му се потребни научници, иноватори, ако сакаме ова држава да оди економски напред, да си задржиме младите, да имаме висок стандард, високи плати. Ние секојаш се бориме да имаме минимална плата 1000 евра, минимална пензија 30.000 денари, бидејќи со 2.500 и 5.000 покачување и дека сега минималната пензија на 100.000 пензионери е 17.500-18.000 денари. Па да одиш само пензионерите не можат пол од пензијата треба да трошат за лекови. А да не зборувам за други работи и ги лажиме пензионерите со глупости. Во петок и вторник бесплатно ќе се возите низ Скопје по автобусите градски. Како пензионерите да му дошло да се возат низ Скопје бесплатно. Порано ги пушта и на скијање. Да, и сега кај се другите пензионери из Македонија? Зошто нема по сите градови бесплатно? А нас не ни треба тоа, се разбира. Јас ово шала го кажам. Значи, ние што треба за пензионерите? Да обезбедиме бесплатно здравство, бесплатни лекови, да обезбедиме домови каде што ќе сместуваме, а не сами многу пензионери живеат бидејќи децата се во странство или некои деца не сакаат да му помагаат или се презафатени. Кај се тие домови? Треба да имаме во Македонија домови за да можеме секој да сместиме. Дали има голема пензија, нема голема пензија, не е тоа битно. Тој што има голема, огромна пензија, 50-60 илјади ќе си плаќа самиот. Ама што имаат овие под 18, 18, 20, а домовите се ужас. Или имаме 4 државни домови во цела Македонија. Ети имама ќе се бараат 100.000 евра, па ќе се добијат 20, како да сме на пазар, ценкање пазар, како мито за да се земе човекот за да биде таму, за да се смести. Затоа велам демократи ќе го уништат овој политички криминал. Се разбира заедно со народ, со помош на народ. Народот и демократи мора да креираат правично судство, правна и функционална држава. Народот и демократи мора да креираат врвна економија, високи плати, да си ги задржиме младите. Не можеме ние во иднина да напредуваме и да имаме врвно здравство, врвно образование, врвна инфраструктура, да имаме здрава животна средина и многу други делови да водиме грижа за социјалата, за сиромасите, за болните, за пензионерите. Како ќе му покачиме ние пензијата ако ние немаме економија, ако државата нема доволно пари во фондот? Како ако немаме доволно вработени ќе се одделува од допринесите здравствен пензиски фонд? Од каде? Па тој фонд ќе згасни. Пензиски и здравствениот фонд веќе тие пополека гасат. И знаете како се дополнува пензискиот фонд? Од кредити што ги земаме. Од буџетот на Македонија. Тоа мора да се спречи, а може само да се спречи ако се уништи ова политичка мафија, стопанска мафија, соработуваат во спрега. Урбаната мафија која што е креирана од политичарите. Па не гледате што се случува во градовите. Вај хаос невиден.
Кај ќе му текни зграда прават? Па еве ги објавивме, 2 пати објавуваме зграда од зграда на пола метро. По 10 спрата објавуваме зграда повеќе од 2 метра тротоар, метро и пол влезе на тротоарот. А балконите надвор на улица висат. Па кај го има тоа, освен во наша Македонија? А зошто го има тоа? Затоа што имаме тежок корумпиран систем, кој што е креиран од овие имиња што испомнав и од сите нивни помошници, министри, градоначалници, началници на државни установи. Све е труло, то треба све да се чисти. Што можат да променат следните локални избори според вас? Дали како се гледате, како се позиционирате вие како демократи на следниве локални избори кои не се така далеко? Можат многу да променат следните локални избори, да направат преокрет еднаш за секогаш. Ние како демократи, кажав во подкастот и пак ќе кажам, бараме владата да се распушти итно, собранието да се распушти итно, експертска влада да се формира и да имаме во октомври парламентарни и локални заедно избори. Ние како демократи се спремаме и повикуваме до сите честни граѓани, квалитетни, кои што живеат во разни општини на Македонија, да се пријават на нашите листи за градоначалници и советници. Зошто ова го правиме? Не дека не можеме да најдеме квалитетни луѓе како ние што мислиме, но веруваме дека кога ќе се пријават граѓаните, бидејќи демократи не е огромна партија со 500.000 членови, и тогаш да ја пак ќе повикуваме исто, дека сакаме најквалитетните граѓани да се пријават на нашите листи и да бидат кандидати за градоначалници во 80 општини и на советничките листи. Дали сте свесни дека со ова што го правите, со овој потек, ја фрлате ракавицата на многу поголеми партии, што всушност историјата на Македонија не го памти овој потек што го правите вие сега? Да повикувате јавно луѓе да ви се придружат за да учествуваат на вашите отворени листи? Па ние како демократи сме луѓе кои што, пак ќе кажам, формирани од народот за народот, но ние не сме луѓе кои што се плашиме од конкуренција. Ние сакаме квалитетни, честни луѓе, луѓе кои што имаат успех досега. Сакаме секоја општина најквалитетен човек да ја води како градоначалник и се разбира советот да биде составен најквалитетните граѓани. Бидејќи ни една општина нема да оди напред и не оди досега, бидејќи овие сите луѓе на листите за советници и градоначалници се избрани од председателот на големите криминални структури, здруженија, да не речем партии, и тие се како овој ќе биде градоначалник, овие ќе бидат на листите, ставете ги првите 5-10 дека толку некој се надева во некоја општина да добие, и тоа тие го прават за да му бидат послушници на председателот на таа партија, да речем, и на тие главните. Значи, тие сакат овие луѓе да ги контролираат, а како ги контролираат, поставуваат своји луѓе. Тие не гледат дали овие луѓе се честни, а поготово барат нечестни, бидејќи тие сакаат овие луѓе во секоја општина, има секоја општина буџет, секоја општина гради нешто, прави, одржува улици, светилки, канализација и така натаму и така натаму. И во овие општини имаат фирми, јавни фирми, како комуналеци и други, кои што нив му одговара тие луѓе, градоначалници и советници да бидат таму, за да може од тие тендери да се крадат пари. Да остани нешто за партијата, се разбира, и да остани нешто за тие главните во джеп. Дали може би е паметно според вас предвремени парламентарни избори заедно со локалните или не? Па јас кажав, тоа е паметно затоа што веќе кога ќе дојдеме до октомври ќе помини година и пол од моментално што се овие на власт. Да. И ние што направивме, гледаме сега, скоро цела година помина, ништо не прават.
и нема да направат, бидејќи историски е докажано да мене кога било на власт, тие не само што не направиле добро за државата, туку напротив ја уништувале, плачкале и уништувале секоја област од општественото живење. И зошто да ги трпиме? За треба 4 години, како што беше криминалната СДС со ДОИ, не даваме предвремени избори. Затоа народот треба да стане и да заедно со нас, па ако треба сите методи да ги користиме, протести се разбира, притисоци и така натаму, наше е да зборуваме трече, да кажуваме. Народот заедно со нас треба да делува, а најголема награда ќе биде кога ќе одиме на избори и народот ќе заокружи и со пенкало ќе ги победиме овие луѓе. Така е, но што треба да промениме во политичкиот систем како таков, за да имаме, например, фер и демократски избори? Види, тоа е едноставно. Ние секојаш зборуваме веќе 3-4 години. Треба да се промени корумпираниот изборен закон. Значи, ние досега 34 години имаме криминален. Зошто? Замислете ние што имаме. Имаме 6 изборни единици. Зошто нас ни се потребни 6 изборни единици? За да можат тие после да си берат секој како држави направи. Јас сум во 6-ката, јас сум во 4-ката, толку си доби пратеници, за да можат одредени групи, политички партии, тие знаат дека ако е поделена Македонија на место една изборна единица на 6, дека повеќе пратеници ќе добијат. Ние бараме законот да се промени, да има една изборна единица, без прак, бидејќи ако тие кажат, добро, ќе има една изборна единица, 5-6-7% прак и се пријават 1,000,000 гласачи, помалите, поновите партии треба да имаат 50-60-70 илјади гласови за да добиеш еден пратеник. Тоа е нешто многу тешко и затоа велам без прак, отворени листи, најквалитетни граѓани да бидат, ние да гласаме за личност, а не за политички партии кои што на тие листи нормално ставаат идиоти, макар и нешто не друго, криминалци, и психопати, што не. Значи, и вели, заокружи број 13, заокружи СДС, заокружи број 6, ДПМН. Па кој заокружува? Па на 20 за пратеници, 20 листата содржи, па тама имаш се и се што. Кажав какви луѓе, значи бараме отворени листи каде што ќе се гласа за квалитет на личност, тamo ќе чита Трајче, Јорго, не е бито кој, и ќе си прочита твоја биографија, ќе си се представуваш цела година, 2, 3, 5, кој си, шо си, па луѓето ќе одлучат. И исто бараме, како што кажав, подеднаква распределба на финансиските средства, бидејќи овие средства што се трошат, милиони средства, милиони евра, се трошат од народниот буџет. Тоа не се наши пари, што ние сме ги нашли од спонзори, и како можат овие партии кои што се власт имаат своји пратеници да земаат милиони, а ние последниот пат на парламентарните избори на демократи му беше доделено 9.000 евра да се рекламираме. А телевизиите не блокираа нормално, бидејќи со 9.000 евра не можеш 5 дена 3 секунди да се рекламираш, бидејќи тоа е све скапо. Не блокираа да немаме дебати директно со носителите, поточно на листите, како и да било и да речеме со кандидатите на овие од партии кои што владеат криминални. Гледате дека се плашат од конкуренција или? Не дека само се плашат од конкуренцијата, во страв живеат. Тие сакаат овој систем да остане статус кво. Сека преку овој криминален, корумпиран изборен закон, спроведен од нивна страна, да остане таков, само така тие може да доаѓаат стално на власт. Ако се ова промени, што кажав, ако имаме да се поврзам, значи ние исто да имаме заштита, да имаме фер и демократски избори, а заштита се прави, значи да се спречат криминалните избори, како секоја што велиме, да се постават на секое избирачко место во Македонија камери. Не можеш да крадеш, затоа што ливчето, како доаѓаат луѓето, си го става ливчето со отвора, кутијата после 19 часот, са балја сигурно отворено, се гледа е празна, после тоа се отвора
се покажува ливчето, броиш, кажуваш гласно, камерата го гледа, не можеш да украдеш. И таму се гледа, а не што прават таму, пречкртуваат, па ги менуваат записниците, бидејќи нормално нашата партија, кај може да обезбеди 4000 нешто наблюдувачи, а тоа треба, бидејќи тоа зема скоро 12 сати повеќе, треба да обезбедиш 8000. Ние тоа не можеме, прво немаме финанси толку, а друго кај ќе најдеш толку луѓе да ги обезбедиш. Значи затоа велам, овие точки ако се прифатат, а мора да се прифатат без промена на криминалниот изборен закон, Македонија нема никаква иднина. Ние само ќе си пропаѓаме. И еден ден не знам што ќе се случи, само едно знам, дека понатамо масовно младите ќе заминуваат од оваа држава, не дека некои немаат пари или немаат работа, дека имаме трул, криминален, корумпиран систем, нема правда. Што викаат нема правда, нема мир, јас велам нема правда, кај што нема правда, кај што не можат најквалитетните млади луѓе, возрастни луѓе да напредуваат, кај што има политички, криминални вработувања, партиски вработувања. И ја настегаја цела администрација, преку 150-200 илјади вработено, денес бев во Министерството да предам некои документи, па таму во една канцеларија имаш, трајче, во една канцеларија треба 20 да имаш тројца, таму иш 8-10 души. Уште на глава да си ги стават масите и столиците. Тоа е трагедија наша. И само така можеме. А верувам дека овие избори луѓето ќе се доволно свесни, ќе гласаат за демократи, ќе заокружат бројчето една за секојаш да се променат работите на подобро. Не постои друга политичка опција, независно дали некој има во парламент пратеници или нема, што може да ја води Македонија успешно, него демократи. Ако смеам да забележам, во моментов можеби сте најактивната опозицијска партија на во нашиот политички простор. Како таков, имате секојдневни реакции и активности во јавноста. Каде ги гледате демократи на следните локални избори? Каде мислите дека имате најмногу шанси? Видете, ние имаме најголеми шанси каде што ќе имаме најдобри представници, кандидати за градоначалници и советници. Значи, ние не велиме, ајде во 80 општини да имаме пример, што е многу комплицирано и тешко, да имаме кандидати. Ние сакаме во која и да било општина да настапуваме, да имаме најквалитетни кандидати. Јас кажав, квалитето доаѓа од честноста, од професионалноста, од квалитетот на човекот, животното, работното искуство. Значи, замислете, еве се, например, имаме листа во центар на град Скопје или Битола или Тетово, а имаме исто кандидат за градоначалник во обе општини. Па ние треба стварно да понудиме некој што ќе врши таа работа. Таа општина ќе ја дигне од ова мртва точка. Ова, пак ќе речем, земете камера, јас и ти, кој да било, ќе одиме, ќе прошетаме, ќе снимиме. Ова е предизвик. Нашите градови се чудо невидено. И селата па уште повеќе. Селата веќе тоа е приказна нешто невидено, некои села се уште живи, супер е тоа, но и тие села се скоро напуштени. Има доста куќи, да, изгледа така, но кој ќе одам во тие села ми велат, пример, одам во село Лажани или некое друго село. Има таму кој ќе видиш како градче е тоа селото, со продавници сова, но повеќе од младите не живеат овде. Заминати се Германија, Австралија, Америка и така натаму во Шведска и во земји каде што одат да печелат, бидејќи не се живе овде, не можеш пари да заработиш. Дали другите помали партии ги гледате како пајтон партии зачарени во двете поголеми политички структури ВМРО, ДПМН и СДСМ, или мислите дека можеби ќе направат нешто добро за нашата Република Македонија? Кога зборуваш за коалиционите партнери на овие партии, што испомнам, СДС, ДПМН, ИДУ и така натаму, тие се за жалење. Тие таму се за да добијат директорско место. Таму се за да вработат некој од нивната партија
Еве гледаме по последно време што се случува случајот со некој од директор ко Павле Трајанов, ко Петар Богоевски. Абре луѓе, абре мизерија невиден. Како не ви е срам? Ја продадовте Македонија и народо за директорски места. Павле Трајанов е една, не е сончоглед, тоа е една обична, како да кажам, не знам, немам ни зборови, некој сакам да се изразам, ама бидејќи се изразувам, ме слушаат сите граѓани, не само Македонија и во светот, кој ќе ме слушни и во светот. Значи, Павле Трајанов е нешто најдолна класа на човек. Секаде го има. Секаде го има, Уметност. секаде оди каде што некој ќе победи, ќе дојде на власт за да добие нешто. Павле Трајанов очекуваш да води држава и да направи добро. Петар Богоевски ги следи неговите чекори. А Петар вчера стана директор. Па нормално стана директор, бидејќи ако си тамо коалиционен партнер со нив, ќе ти дадат некое директорско место, ама со тоа, кога се приклучуваш на овие злостонички партии, кои што 34 години пустош прават со државата, ти му даваш нив легитимитет, дека тие се квалитетни партии, дека велиш, промоцираш, дека дај гласајте за ова коалиција, за ДПМН, за СДС и другите, и дуи и штотине. Значи, ти автоматски си продаваш својата држава, си продаваш фамилијата. Го спомнавте Петар, еве, како гледате, има некакви шанси да направи нешто добро таму каде што е ставен директор во Еразмо? Па не ми зборувај за Петар, повеќе те молам. Јас само го спомнав како име за бидејќи овие 2 дена цел интернет Петар па станал. Да. На место да се занимаваме со реалните проблеми, ваму се направи злосторство во Кочани, пред тоа во Тетово се имаше направено, со автобусите, со поплавата изгинаа 20 и нешто луѓе. Значи, ние не се расправаме со економијата, не се расправаме со здравството, кај што кажа, во онкологија луѓе ни умираат од канцери, не, цело време не мотаат, не лажат, и времето си врви, ќе поменат уште 3 години, нови парламентарни избори, затоа ние повикуваме сега, да не се чека да се губат 4 години, така да луѓето како човекот што го спомна Петар, тоа се продаани души. За директорско место ти кажав е продаваат својата држава. Тие се тотално лажни македонски патриот. Павле Трајанов, Петар да ги фрлиш на буниште се. Тие не знам јас нив кој ги поддржува. Тоа е све фарса. Така заедно со ДПМН и со нивните коалициони партнери, земи ги сите и на буниште, од функционери до политичари, до све. Јас не знам кој таму станува член на тие партии, освен своји лични мизерни интереси како одредена група на граѓани што имаат и секојаш нормално имаат, како што знаеме што викаме с предамници во Втората светска војна, ние партизаните, па секојаш има предамник или во Турско и така натаму. Тоа секојаш постои. Затоа е тоа, значи тие се тоа што ги кажав. Господин Јорго, колку е благороден македонскиот народ кога некој како вас себе се бори за македонските правдини во тој контекст? Дали ќе му дадат својата доверба или повторно ќе гласаат за тие што ги лажат 33 години? Јас верувам дека македонскиот народ, албанскиот народ, Да, кога велам македонскиот, мислам на сите што живеат. да, сигурно. Значи, сите овие што се сега зборнам, сакам секојаш да испомнам, бидејќи честите македонци, албанци, власи, турци, бошњаци, срби, роми и така натаму, македонски граѓани, просто кажано, едноставно кажано, не просто кажано, едноставно кажано, тие се луѓе кои што патат сите заедно. Ни наметнуваат македонски, албански, не знам какви патриоти, што кажа влажни патриоти, наметнуваат да не се сакаме, да се мразиме, да се делиме на секоја основа, по национална, по верска. Но јас пак ќе кажам, ги повикувам сите овие што ги спомнав, наши прекрасни граѓани, да повеќе не гласаат за ова зло, да еднаш за секојаш гласат за демократи, да ни се придружат на листите, квалитетни, честни граѓани, професионалци, за да станат граѓани, поточно,
градоначалници и советници во нивните општини за да може да ги истуркаме овие злосторници од тие позиции. Друг спас ни нема и веруваме дека ќе ни се приклучат и дека ќе гласаат на престојните локални, а притискаме да има и парламентарни предвремени избори во октомври за демократи. Мислите ќе има? Па ние све ќе направиме за да има, но не е секојаш до нашата желба. Но важно е народот да знае што демократи сакаат, за што се бориме, што е нашата цел, што е нашата идеологија, што е нашата програма. Секој може нашата програма да ја прочита на demokrati.mk на нашата веб страница. И да ги поканувам нека одат, нека прочитат кои не се запознаени со нас, но веруваме дека ова зло ќе го победиме. Што побрзо, тоа подобро. Господин Јорго, често пати сте гостин, нормално тоа е по моја желба, имате што да кажете. Би ве запрашал дали имате нешто да додадете како резиме на овој наш прекрасен подкаст вечерашен. Дали нешто може би додале? Види, кога доаѓам овде, секојаш размислувам што би сакал да зборувам, бидејќи е многу важно граѓаните на Македонија, народо, да слушне пред се вистината, нашите планови како демократи, нашата цел, што реков, идеологија, програма, но исто и да ги разоткриеме. Значи, не дека народо не знае, не дека народо нема слушнато, не гледа, но ние, наша должност е, треба да зборуваме дека единствен пат за Македонија да обстане, да си ги задржиме нашите деца, внуци во Македонија, за да можат пензионерите да имаат високи пензии, да имаат бесплатно здравство, да имаат домови и да може и на сите пензионери да му се помогне, да не живеат сами по станови низ нашите градови и села, за да може и да му се помогне на сиромашните, на социјалата, на самохраните родители и на сите што му е потребно помош во држава. Можам само едно да кажам, тоа може да се промени ако во иднина граѓаните престанат да гласаат за овие зло, што го викам јас, партии, да речем партии, да не речем са злосторнички здруженија, а се злосторнички здруженија, да го променат менталитетот. Затоа што доста е, некој ме вработил, па 20 години јас морам да гласам. Не гледаш, ти е расторил фамилијата, ти ги избркал децата, ни ќерка, ни син ти е тука. Да се освестат, да ја видат реалноста, ова што го зборуваме, тие тоа го знаат, да не се плашат, да излезат. Ако повикаат демократи, ајде одиме на протести против депонијата што сака да се гради во Битола, или против отровниот воздух во Скопје, во која друга општина, да излезат за подобар живот на пензионерите, да излезат за болните, дали е онкологија и други. Ние имаме илјадници, стотици илјади болни, како што се луѓето што имаат шеќерна болест, јас се викам народски. Значи нема инсулин, бер човече, нема лекови. На позитивна листа најскапите лекови не се ставени. Има лекови по 4, 5, 6 илјади, како што се, например, некои лекови што треба да ја танчат крвт. Ти даваат некои таму ефтини лекови што не вредат за ништо и секој месец треба да трчаш по болници да проверуваш крвта дали ти е доволно танка или премногу танка. Има современи лекови кои што треба ние да ги користиме. Да Македонија оди напред, да имаме држава правна, да не дозволуваме повеќе системот да ни убива млади деца, возрастни луѓе. Па гледате што ни се случува. Ние немаме патишта, затоа скоро секој ден гинат по патиште луѓето. Значи не може Битола доаѓаме до автопато, но што одиме, тоа страв да те фати. Страв да те фати. Колата ќе ти се искрши, тесни, никакви автобус, со кола не може да се разминиме. Гинат луѓето, па ќе гинат, се разбира. Затоа што треба да имаш квалитетни
квалитетна инфраструктура, прават пат таму од Росоман, од Градско до пред да се качиш на Плетвар, една лента и малце на страна има, тоа е све добро, зошто не направат две ленти? Една се прави за наредни 1000 години, после само се одржува. Реконструкција се прави на тој пат, ако е тој најбезбеден. Значи, моето да додам дека ако не го промениме менталитетот, не само што понатаму ќе продолжиме полошо да живееме, туку во прашање не само што ќе ни се растурат нашите фамилии, туку сите на еден начин ќе не испоумрат од стресови. И доста е веќе самите ко граѓани се понижуваме. Еднаш за секојаш треба Македонија да биде во првите 10 држави економски, во здравство, образование, инфраструктура, затоа што сме премногу малецка. Може и лесно да се менаџира, не ни треба огромна сума на пари. Немаме многу народ, не сме ни Америка, ни Кина, ни Индија, ни Бразил, ни Индонезија, кај што има повеќе од 200-300 милиарди. Ни Русија. Ни Русија. Русија е огромна површина, за замислите градите патишто од исток на запад и така натаму. И ние имаме паметни луѓе, квалитетни луѓе, кои што ние мораме да ги мотивираме, да ни се приклучат во демократи, да ни се приклучат во борбата за спас на Македонија, да се приклучат во фронтот за спас на Македонија. Друг спас немаме. Затоа ги повикувам и затоа понудивме ко демократи секој квалитетен граѓанин кој што живее во општините да се пријави на нашите листи за кандидати за градоначалници и советници. И јас морам само едно да те кажам. Имам и други работи да кажувам, но јас сум многу благодарен на тебе, Трајче, на луѓето што го организирате, работите на Демократски импулс, бидејќи сте вие единствен подкаст кој што стварно дозволува секој да има шанса, секој граѓанин кој што сака тука да дојде и да каже нешто добро, да предложи за доброто на Македонија. Господин Јоргов, ви благодарам за убавите зборови и за желбите. Јас само би додал повторно да ви се заблагодарам за искреноста и овој пат, заради тоа што еве и народот имаше прилика да види и да слушне нешто ново, да не е лево и десно, нешто сосема поинакво. Во тој контекст ви посакувам среќа на наредните избори. И еве денеска ексклузивно кажавте за нашите гледачи како и зошто всушност вие сте почнале да се занимавате со политиката. Драги мои, на вас ви посакувам добро здравје и да не гледате и наредниот подкаст. Се разбира, знаете дека ќе имаме и друг интересен гостин.